Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnova. Houston, we have a problem. Dobro večer, povelete vo Milenko Nedeljkovski radio show, prva emisija vo 2017 godina, na poznatата frekvencija, na poznatата локација во центарот на градот Скопје, веднаш спротив владата, улица преполна со патриоти, со македонци, со луѓе што си ја сакаат државата, што си ја сакаат унитарноста, што си ја сакаат историјата, јазикот, наследството, црквата, семејството. Се е овде во жолто црвени бои, дами со чадори, господа со шалови, со знамиња, со се и се што вклучително и моето скромно джипче со многу знаменца и многу шалчиња околу него. Повелете во мојата емисија на 8 март, веднаш однапред да кажам, јас такви датуми, како што е, например, 8 март или мојот собствен роден ден, не ги славам и не ги почитувам конкретно за 8 март, затоа што сметам дека жената треба да биде почитувана, мазена, чувана 365 дена, а не само еден ден во годината. Миленко Неделковски шоу, прва емисија во 2017 година. На почетокот на овие емисии, односно оваа емисија прва за 2017 година, прво имам една дилема, прашање, па ако сакате може да наречете и критика до моите сограѓани и сонародници. Именно кога одиме во странство, кога патуваме, оние луѓе што оделе, и ги има многу такви, без разлика со каков вид на превоз, секогаш и ми е симпатичен делот да на зградите, куќите, балконите, прозорците, низ градовите во Европа, без разлика во која држава, се наоѓаат, има обесено знамиња. Знамиња на државата во која или територијата, да кажеме, ако е, да примерно, некој дел, Баскија или така, Савоја, тогаш го има и меѓу другото и знамето на Савоја, или па има тие што се некои странски студенти или дојдени таму да работат, го имаат и знамето на својата држава, од кај што дошле, без разлика дали е таа држава од Африка, дали е таа држава од Азија, без разлика од каде. Меѓутоа, најмногу ги има знамињата на државата од кај е и, да кажеме, има и онакви знамиња на навивачи на Барселона, на Рома, на Јувентус, на Бајерн, на Челзи. Е, сега ние дојде времето кога ние мораме, ако ништо друго, да покажеме дека си го сакаме нашето знаме. Да покажеме дека си ги сакаме боите на тоа знаме. Символот што тоа знаме го дала. Да покажеме дека сме сплотени под едно знаме. Да повторим, да подсетам дека американците велат дека се one nation under a flag. Под знамето се една цела нација. Па така да, еве гледам, Јанко Илковски се постираше фотографија каде што на својата куќа на делот, некој прозор таму, балкон, има постирано знаме, па вели тоа не е некоја баш многу популарна работа во моје мало. Тоа вели он. Еве јас ставив знаме во аеродром, гледам аеродром многу лисиче, па и сите карпоши, многу ретко има знаме кое виси од нечиј балкон, нечиј прозорец, нечија тераса, знаме на нашата држава. Организаторите на овие веќе 10-дневни и повеќе прошетки, не би ги нарекол ни демонстрации, оти не се демонстрира, туку само се дава една сила, народна сила на идејата дека нема продавање на унитарност и на јазикот во оваа држава, повикаа да се обележи државата, обележат градовите со знамињата. Јас, да кажеме, ајде на тамо кај што живеам, меѓутоа и својот автомобил го ставив со две знамиња, со шал и така натаму. Еве, денеска одам низ градот, во сите делови од градот, и оние, да ги наречем, што се по-проблематични, Чаир, Топана, Арачиново, Инџиково,
Singelić, odnosno сега Ченто и така натаму. И има многу луѓе кои ме преминуваат со аутото, свират и покажуваат така со прст знак на одобрување, на победа и така натаму и така натаму. Меѓутоа, она што ми остави впечаток дека има исто така многу луѓе кои гледаат со чудење или дури со страф. Што бе па сега ти си го стајал знамето на автомобилот или во случајот на Јанко, да кажеме, на зградата или... Зошто е, иако овдека пред студиото на Радио Слободна Македонија гледам многу сега девојки, жени, господи со чадори жолти, црвени и жолто-црвени, како знамето на Република Македонија, што е навистина една преубава гледка. Преубава така. Ја полни душата, го полни срцето. Па прашање е за сите, зошто не го обоиме градот, или градовите, или државата со такви знамиња, на институции, на приватни фирми, во дворови, на патарина, на фарма. Јас да кажем имам знаме на фармата, имам знаме на колата, имам знаме на куќата, имам знаме на станот, секаде имам знамиња ставени. Да се знае на која територија се оди и каде се припаѓа. Зошто не го обоиме градот? Толку ли сограѓаните или добар дел од сограѓаните се плашат? Значи, две прашања. Дали се плашат од евентуално поставувањето на знаме, па некој да не им пререче, тоа е број 1, или број 2, не го сметаат за свое. Па може им одговара некој друго. Со двоглав орел, или тробојка со петокрака, некој друго знаме. Значи, не можам никого да натерам на сила, на човек можеш да му земеш, не можеш да му дадеш. Меѓутоа, сметам дека кон оваа држава, оваа самостојност, меѓутоа и огромните жртви што нашите предци ги имаат дадено за да оваа држава сега постои, ние сме должни да ја обележиме оваа територија, да ја обоиме оваа држава и да го славиме знамето на оваа држава. Оти не може да го обесиме јазикот, кој исто така е под удар. Под удар е јазикот, знамето, химната, грбот. Она што можеме секојдневно да го вееме е знамето на Република Македонија. Не повикувам, не терам никого на сила, само поставувам една дилема. Зошто за 200-300 денара помало, поголемо, средно, мало, со јарболче, без јарболче знаме не се земе и не се стави на прозорецот? Дали тоа ќе го направат тинејџерите што се дома, или ќе го направат бабите и дедовците, или главите на фамилиите, сеедно, или сите заедно? Редно е нашето знаме да се види дека е наше, да се види дека ние си го сакаме нашето знаме. Знамето на Република Македонија. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ајде, пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. На почетокот на овие емисии, односно оваа емисија прва за 2017 година, прво имам една дилема, прашање, па ако сакате може да наречете и критика до моите сограѓани и сонародници. Имено кога одиме во странство, кога патуваме, оние луѓе што оделе и ги има многу такви, без разлика со каков вид на превоз, секогаш и ми е симпатичен делот да на зградите, куќите, балконите, прозорците, низ градовите во Европа, без разлика во која држава, се наоѓаат, има обесено знамиња. Знамиња на државата во која или територијата, да кажеме, ако е, да примерно, некој дел, Баскија или така, Савоја, тогаш го има и меѓу другото и знамето на Савоја, или па има тие што се некои странски студенти или дојдени таму да работат, го имаат и знамето на својата држава, од кај што дошле, без разлика дали е таа држава од Африка, дали е таа држава од Азија, без разлика од каде. Меѓутоа, најмногу ги има знамињата на државата од кај е и, да кажеме, има и онакви знамиња на навивачи на Барселона, на Рома, на Јувентус, на Бајерн, на Челзи. Сега ние дојде времето кога ние мораме, ако ништо друго, да покажеме дека си го сакаме нашето знаме. Да покажеме дека си ги сакаме боите на тоа знаме.
символот што тоа знаме го дава. Да покажеме дека сме сплотени под едно знаме, да повторим, да подсетам дека американците велат дека се one nation under a flag, под знамето се една цела нација. Па така да, еве гледам, Јанко Илковски се постираше фотографија каде што на својата куќа на делот, некој прозор тамо балкон, има постирано знаме, па вели тоа не е некоја баш многу популарна работа во моје мало. Тоа вели он. Еве јас ставив знаме во аеродром, гледам аеродром многу лисиче, па и сите карпоши, многу ретко има знаме кое виси од нечiji балкон, нечiji прозорец, нечија тераса, знаме на нашата држава. Организаторите на овие веќе 10-дневни и повеќе прошетки, не би ги нарекол ни демонстрации, оти не се демонстрира, туку само се дава една сила, народна сила на идејата дека нема продавање на унитарност и на јазикот во оваа држава, повикаа да се обележи државата, обележат градовите со знамињата. Јас да кажеме, ајде на тамо кај што живеам, меѓутоа и својот автомобил го ставив со 2 знамиња, со шал и така натаму. Еве денеска одам низ градот, во сите делови од градот, и оние да ги наречем што се по-проблематични, Чаир, Топана, Арачиново, Инџиково, Сингелич, односно сега Ченто и така натаму. И има многу луѓе кои ме преминуваат со аутото, свират и покажуваат така со прст знак на одобрување, на победа и така натаму и така натаму. Меѓутоа, она што ми остави впечаток дека има исто така многу луѓе кои гледаат со чудење или дури со страф. Што бе па сега ти си го стајал знамето на автомобилот или во случајот на Јанко да кажеме на зградата или зошто еве, иако овдека пред студиото на Радио Слободна Македонија гледам многу сега девојки, жени, господи со чадори жолти, црвени и жолто-црвени, како знамето на Република Македонија, што е навистина една преубава гледка. Преубава така. Ја полни душата, го полни срцето. Па прашање е за сите зошто не го обоиме градот, или градовите, или државата со такви знамиња, на институции, на приватни фирми, во дворови, на патарина, на фарма. Јас да кажем имам знаме на фармата, имам знаме на колата, имам знаме на куќата, имам знаме на станот, секаде имам знамења ставени. Да се знае на која територија се оди и каде се припаѓа. Зошто не го обоиме градот? Толку ли сограѓаните или добар дел од сограѓаните се плашат? Значи, 2 прашања. Дали се плашат од евентуално поставувањето на знаме, па некој да не им пререче, тоа е број 1, или број 2, не го сметаат за свое. Па може им одговара некој друго. Со двоглав орел, или тробојка со петокрака, некој друго знаме. Значи, не можам никого да натерам на сила, на човек можеш да му земеш, не можеш да му дадеш. Меѓутоа, сметам дека кон оваа држава, оваа самостојност, меѓутоа и огромните жртви што нашите предци ги имаат дадено за да оваа држава сега постои, ние сме должни да ја обележиме оваа територија, да ја обоиме оваа држава и да го славиме знамето на оваа држава. Оти не може да го обесиме јазикот, кој исто така е под удар. Под удар е јазикот, знамето, химната, грбот. Она што можеме секојдневно да го вееме е знамето на Република Македонија. Не повикувам, не терам никого на сила, само поставувам една дилема. Зошто за 200-300 денара помало, поголемо, средно, мало, со јарболче, без јарболче, знаме не се земе и не се стави на прозорецот? Дали тоа ќе го направат тинејџерите што се дома, или ќе го направат бабите и дедовците, или главите на фамилиите, сеедно, или сите заедно? Редно е нашето знаме да се види дека е наше, да се види дека ние си го сакаме нашето знаме. Знамето на Република Македонија. I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Ajde, probajte, ne ги слушайте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Минатата недела бев повикан во неколку градови во соседството на повеќе, би рекол, на многу медиуми, земајќи предвид дека сега и интернет порталите и интернет телевизиите стана равноправно слушани, гледани и читани медиуми како и традиционалните. И гостував навистина на многу од нив. Да кажеме од тие што се највака значајните белградски вечерни новости, Пинк, телевизија Хепи, така натаму. Ме прашува што се случува во Македонија, има ли излез, кој е виновен, кој не е, докаде ќе оди работата, што се случува и така натаму. Тоа се прашања кои реално за иднината ретко кој може да даде било каков одговор. Пред некој ден дадов едно интервју тука во Скопје, реков тоа е прашање што ќе биде е прашање од $1,000,000, кој може да го одговори тоа. Но факт е дека едно констатирав, им го кажав на сите и упорно ја промовирам тој свој заклучок, таа своја констатација. А тоа е дека православието на Балканот се брани на улиците низ Македонија. Православието на Балканот се брани на улиците на Скопје и на други 30 града во Македонија. И тоа е непобитен факт и од тоа нема бегање. Зошто? Не сум јас никаков расист, никаков мрзач на други нации, народи, луѓе, религии и така натаму, него едноставно сакам мојот народ, мојата нација, мојата држава, мојата религија да биде почитувана и не навредувана. Тој што не ја почитува, тој што ја навредува или тој што сака да ја на било кој начин оштети, тој ми станува непријател и тогаш потоа со него се расправам како со непријател, како што заслужува непријател. Тука нема ракавици веќе. Значи, пак повторувам, немам никаква агенда за непријателство кон ниједна религија и вера, но не може да се избега. И јас не можам да избегам од заклучокот дека така наречената платформа или програма или агенда или план од Тирана, напишан од Еди Рама, подпишан од сите лидери на албанските партии овде сем Тачи, е платформа создадена, направена од луѓе кои сите се муслимани. Сите до еден. Како и кај сите народи и кај сите религии во светот има добри и лоши луѓе. И кај православните има добри и лоши луѓе. Гадови, зверови, ангели, секаде ги има. Но факт е, не навлегувам сега колку се тие лоши или добри, очигледно се со лоша агенда кон македонскиот народ, но факт е дека таа платформа е направена во туѓа држава, на туѓ народ, албански, каде што доминантното население е муслиманско, а другото е католичко, значи многу малку има православци. И факт е дека е направено од албанци кои се сите муслимани. И таа платформа се со помош на странска агенда, со помош на странски притиснувачи, они би се нарекле себе си олеснувачи, меѓутоа се притиснувачи, со помош на домашни платеници и луѓе без свој став, без свој патриотизам, без своја честност, со помош на нив таа платформа се обидува нас да ни се наметне. Платформа албанска, платформа муслиманска, исламистичка. На нас кои сме православни. Нормално е дека ние ќе се браниме. Во овој момент се браниме мирно на улици со излегување, со пригодни обраќања на луѓе кои се уметници, спортисти, новинари, колумнисти, интелектуалци. И сето тоа е во најспокојна атмосфера. Никој не е удрен, никој не е нападнат, ништо не е оштетено, ништо не е искршено, да подсетам за разлика од
на председателот канцеларијата или од сите можни фасади, или како беа повредувани полицајците овдека пред владата, или како им беше посакувано Куманово да им се деси на тие на кои не им се десило Куманово. За разлика од тоа, ова е мирно собирање на миролюбив и кооперативен народ. Ако некој покажувал миролюбивост во последниве 50 или 100 години и кооперативност и попуштање, тоа е македонскиот народ. Ниту еден друг народ од соседството не бил таков каков што е македонскиот. Но кога има директен напад, имате напад вака, на химна. Во химната имате ликови. Гоце Делчев, Даме Груев, Пито Гули, значи македонци, Влав, православци. Имате напад на знамето, кое излегува од 16 кракото знаме на Александар и Филип, што значи имате атак врз еден постулат, врз една историја, врз една традиција што го носи знамето, па ако сакате и грбот на Република Македонија, и имате атак врз она што најдолго од се трае, а тоа е јазикот. Јазикот е оно што го обележува идентитетот на еден народ. Јазикот. Дури и во јазикот, внатре, во македонскиот јазик, па кога ќе слушнеш луѓе, можеш да знаеш кој е Прилепчанец, Струмичанец, Охриѓанец, Скопјанец, Битолчанец, Тетовец, Гостиварчанец, Штипјанец, Кумановец. Значи, јазикот го определува народот. И првиот удар е врз јазикот. Значи, врз идентитетот на народот, кој е македонски, кој користи македонски јазик и кој е православен во најголемиот дел. Значи, тоа е удар од една религија врз друга религија. И нормално е дека овој народ е излезен на улица, загрижен, максимално загрижен, алертиран, максимално, мотивиран, исто така, и решен да она што се бара, не се даде. Затоа што друга религија, друг државник, друга држава, друга националност бара од нашата држава, од нашиот народ, од нашата националност и од нашата религија да се откажеме. Затоа велам дека на улиците на Скопје и на другите градови во Македонија во овој момент македонците го бранат православието на Балканот. Оти ако овдека пројде, ќе пројде и во Црна Гора, секако ќе пројде во цело Косово, секако ќе пројде во делот на Србија кај што се Медвеđe, Бујановац, Прешево, и секако ќе пројде во грчките територии на Чемерија. Ако овдека не го одбраниме, ние го браниме православието заради нас пред се, меѓутоа бранејќи го заради нас, го браниме и за другите православни нации кои нас не обкружуваат. Реални да сме, од тие нации немаме некоја преголема помош. Може би највака сочувствуваат, да наречем. Со нас најмногу сочувствуваат србите. Меѓутоа, сем една таква поддршка, нешто повеќе од тоа, немаме осетено, далеко е од тоа дека помагаат црногорците кои се далеку, бугарите кои не ги интересира и грците кои си имаат своја агенда. Уште еднаш да повторам, мојата теза, мојот заклучок, мојата констатација е дека овој народ на улиците кој сега го гледам низ шофер шајбната на Радио Слободна Македонија, овде спроти мене, а пред зградата на владата на Република Македонија, овој народ овдека го брани православието на Балканот. Сега да се разбереме, меѓу овој народ овдека има и луѓе кои не се православни, и луѓе кои не се македонци. Има срби, има роми, има бошњаци, има санџакли, турци, оние што сакаат оваа држава да остане така. Меѓутоа, и нивниот идентитет, и нивните национални обележја, бидејќи се многу помалку од нас македонците овде, ќе бидат загрозени ако падне столбот на оваа држава, тоа е македонскиот народ. Значи, замислите ако албанската платформа го сруши македонскиот народ, го понижи, го порази, тогаш што ќе остане
so Turcite ili so Vlasite ili so Srbite ili so Romite. Jednostavno tija koji se, da kažeme, su muslimanska veroispovest, će bidat albanizirani, a oni koji ne se, će bidat marginalizirani. Jednostavno nema da postojat i tija. Nema da postoji mi i nije, nema da postojat i tija. No, da zaključam na kraju. Vakvi ataci vrz Makedonija, makedonski narod, makedonsko to pismo, makedonski jazik, makedonski identitet, makedonec kako jedinka, imalo od sekogaš i od site. I od Rim, i od Otomanskata imperija, i od Bugarite, i od Grcite, i od Srbite, i od Albancite, može bi najmalku u istorijata sega, već je najmnogo. Od site imalo. Međutim, Makedonija i togaš, Makedonec od i togaš koji nemal država i nemal instituciji, nemal arhiv, nemal sud, nemal zatvor, nemal muzej, nemal teatar, nemal Makedonska akademija nauke i umetnosti, koja je u ovoj momentu najsmešnata institucija u Makedoniji, najnedefinirana institucija u Makedoniji. Znači, Makedonec od i togaš koga nemal sve to uspeo da ga održi svojot identitet, svojata verba vo Boga, svojata religija pravoslavna, svojot nacionalni identitet kako Makedonec i svojot jazik kako makedonski. Koga vo takvi uslovi, so takov pogrom koji smo go imale, niz istorijata smo uspejali da priživejeme, ne gledam pričina i сега da nego savladame ovaj neprijatelj. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. A od mene se očekuva da govoram sekoja sreda od 17 do 18 časot. Posledna работа što bi sakal da vi ja kažem je odvratnosta i gorčinata što čovjek ja počustva koga na jedna legenda, živa legenda, aktivna legenda, bi rekle Srbite legenda koja hoda, kako što je Kire nacionale Kire Lazarov, zato što čovjek podržal nešto što je makedonsko, naše, ispravno, sve narodno, sve prihvatljeno, a to se ovija relija, šetanja, ako sakate nareći demonstraciji za čuvanje na identitetot i jazikot vo Makedonija, zato što ga podržal, dobi toliko navredi da je navistina neverojatno so kakvi lugi imame među nas, kakvi so narodnici imame među nas. Što bi rekao Čento, sve sam veroval, ne sam veroval deka mojite će me sudat, ili Goce Delčev koji veli deka ne poznava narod koji imao poveće predavnici i tako natamo. Međutim, Kire Lazarov, to je legenda koja sama napravila sve u životu. Niko ne mu pomogao, ni partija, ni nevladina organizacija, ni sojuz na sindikati, na mladinci, na socijalistički sojuz, niko. Znači, ni firmi, ni banki, ni asocijaciji, niko ne mu pomogao. Sve sam, so trud, rabota i talent. Tatko mu pokojem, Bog da ga prosti, bil fenomenalen rakometar od Svete Nikole, međutim, za žal vo Jugoslavija, vo toa vreme. I vela deka всъщност татко му бил по-добър рекоментар и от Кире и от брат му на Кире. И аз го познав човек, от една грамада от човек. И сега Кире направил се, успел во животот, сам се плезе, сам игра во најдобриот тим на светот. Голгетерия на светски првенства, значи никој си, Кире Лазаров, цртичка Македонија. И сега ти да го нападнеш, дека бил малоумен, дека тренирал, ништо не разбирал, дека бил прост, дека не учел. Човекот како прост, зборува шпански, зборува германски, зборува француски. Како тоа, кој го реши тоа дека е прост? Некој си љуми, некој Павле Богоевски, некој кој го решава тоа, кој е прост, а кој е сложен у оваа држава? Како не им е срам? Како ги гледаат они своите, како ги гледаат комшиите нивните
Како роднините ги гледат, не разбирам. Сега ти да се пуштиш на Кирил Лазаров. Јас сум пишувал повеќе колумни, не наидов на премногу разбирање баш, или барем тие што се спротиставија на таа колумна беа присутни, овие другите си викаат управо си, па немаш зашто да пишува. Пишува за повеќе колумни во врска, бранејќи го Горан Пандев. Тој е најдобриот фудбалер на Македонија на сите времиња. Според сето она што го има постигнато. Број на голови, титули, така натаму и така натаму и така натаму. Но доаѓа во Македонија, игра со друг состав, македонска репрезентација не е Интер, не е Лацио, не е Наполи, значи не е исто. Некогаш игра добро, некогаш игра лошо, некогаш игра катастрофално, фудбал е тоа. Меѓутоа ти да земеш да го плукаш него, да го вреđаш, да го навредуваш. И со право си замина од репрезентацијата и фала му на Бога што имаше луѓе доволно добри пријатели со него како Гого Јовчев и така настојчиви кои го убедија да се врати, да дојде повторно во да игра за нашата репрезентација. Тоа се наши легенди. Па видите што се случило. Перо Антич имал презиме Ич, голема работа. Па пола од луѓето имаат презиме Ич. Па не се Срби или просрби или туку се македонци. Кажал Фиром, па да, ние сме така пример, Фиром него направи Перо Антич, него не дозволи Фиром да се вика Перо Антич, него раководството, владата и врхушката на СДСМ го прифатија, ја прифатија таа референца. Не ја прифати ни Перо Антич, ни Кошаркарска федерација на Македонија. До ниво да двете најголеми кошаркарски легенди, тој и Наумовски, да се испокараат и да тоа биде предмет на јавно вака мерачење. И сега еве последно ова со Кирил Лазаров, па исто беше со Борко Ристевски. Дозволуваме хрват селектор да го исфрли нашиот најдобар голман. Бил слаб на претходно или примил голови, не примил и така натаму. Па се здробија примајќи со оваа нова тактика на Червар. Голманите голови. Најдобар во Барселона на тој надпревар, најдобар во Барселона на тој надпревар, па не чини ли голманот на Барселона за македонска репрезентација? Мисли, како тоа? Тоа навистина јас не може го разбирам. Не може го разбирам гневот, поривот, злата крв, тоа е дури мислам дека и неизлечиво. Да ти го гнасиш Кирил Лазаров, човекот ништо не ти направи. Донал само добро за Македонија. Некогаш давал многу голови, некогаш малку, некогаш играл одлично, некогаш го фатиле. Тактика е тоа, спорт е тоа. Тоа не е видеоигра. Не е веш машина уклучи на ова на шеска и он си работи цело време. Напротив, жив човек. И сега ти него да го гнасиш, па тоа дно е невидена работа. Тоа е страшно нешто од гноеви кои во животот ништо немаат направено сем што се лоши. Што се незадоволни од себе и од своето блиско обкружување, и тоа незадоволство сакаат на сите нас да ни го прелеат. Така како кога ќе прекипи млекото од тенџерето. Ете, тоа сакаат да ни го направат. Од ова место и од мене поддршка за Кирил Лазаров, за Горан Пандев, за Борко Ристевски, за Перо Антич, за сите оние што успеваат од ова мала државичка во овој момент со територија, со жители, притисната од сите страни, со слаби локални спортски првенства, што успеваат да го пронесат името на својата држава, Македонија, и што се представуваат како што се представувам и јас и сите ние, значи, како македонци. Секоја чест и респект за тие луѓе. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.